Речиси една година е заглавено назначувањето амбасадор на Северна Македонија во седиштето на Обединетите нации во Њу Јорк. Кандидатот е утврден на затворена седница на владата уште на 29 март лани. Предлогот го одобрили председателот на државата на 15 април минатата година, а одамна е јавно соопштено и неговото име. Се работи за професорот Љубомир Фрчковски. Он е предложен кандидат. Во процедура соодветна Министерството ги достави тезите на кандидатот. Истите веднаш се доставени до председател на Комисијата за надворешни работи, но до сега не е свикана седницата. Таа е во надлежност на председателот на Комисијата за надворешни работи. Кога ќе реши он да ја свика, тогаш би требало да биде. Комисијска седница се уште не е свикана, па Министерството за надворешни работи со втора замолница бара собранието да го деблокира процесот. Министерството за надворешни работи на 3 февруари 2022 година до Собранието на Република Северна Македонија испрати допис со кој замолува за закажување седница на Комисијата за надворешна политика со цел презентација на тезите на кандидатот за амбасадор на Северна Македонија во Организацијата на Обединетите нации во најкус можен рок, потврдувајќи при тоа дека се завршени сите подготовки за преземање на должноста согласно Законот за надворешни работи. А улогата на Собраниската комисија за надворешна политика се смета за несуштинска. По закон, кандидатот за шеф на мисија при меѓународна организација, како во случајот, го номинира МНР по претходна усогласеност со председателот на државата. Предлогот и се доставува на владата, таа го одобрува и го информира шефот на државата дека е утврден кандидатот. По завршните разговори, кандидатот за амбасадор пред Собраниската комисија за надворешна политика само ги презентира своите согледувања за односите со меѓународната организација каде се упатува. И тука завршува целата инволвираност на собранието. Постапката за именување амбасадор се финализира со указ од председателот. При назначување шеф на мисија при меѓународна организација не се бара агреман од земјата домакин. Назначувањето на Фрчковски е заглавено кај предпоследниот чекор, изложување на тезите пред Собраниската комисија, чиј председател Антонио Милошовски јавно кажа дека ќе вложи максимални напори за Фрчковски да не замине во Њу Јорк. Милошовски, од каде ја црпите надлежноста? Кој пропис ви дава за право да ја кочите процедурата за избор на амбасадор? Па мислам дека надлежноста на собранието генерално е определена и во Уставот како најголема законска норма, и во другите закони, собранието има основна надлежност да ја контролира извршната власт. Контролата на извршната власт е кога постапува правилно да добие поддршка, а кога се гледа дека има некои погрешни постапки, собранието да биде коректив. И сметам дека во овој случај се обидуваме, вложуваме напори да бидеме коректив на извршната власт. Законот за надворешни работи вели дека кандидатот за амбасадор само ги презентира своите тези пред комисијата. Не е некоја суштинска улога на комисијата. Сметам дека не е проблемот во презентирањето на тезите и нормите на Законот за надворешни работи, колку што е проблематичен случајот што кандидатот за амбасадор еднаш веќе е одбиен, и тоа го знаат добро владините министри и председателот на државата, од официјален Вашингтон како неподобна личност за амбасадор. Но штом една држава ви одбива кандидат за амбасадор, дипломатско правило е таквиот дипломат, човек или политичар да не го испраќате во друга форма на територијата на таа држава. Милошовски вели дека комисијата во догледно време ќе има седници, но не дава прецизен одговор дали и кога на дневен ред ќе дојде Фрчковски. Ќе размислиме и за таа варијанта, ќе видиме кои се другите предлози, ќе почекаме да дојдат и гледаме дека има најава за амбасадори во Софија, празна амбасада. Конкретно за Фрчковски ве прашувам, кога планирате да свикате седница за... Ќе ги консултираме членовите на комисијата и ќе го размислиме тоа прашање. Ова е второ бит Фрчковски да стане амбасадор. Првата негова номинација за Вашингтон пропадна, а причината е класифицирана информација. Фрчковски неодамна во телевизиско интервју блокирањето за Вашингтон го нарече ефемерна суета на поранешниот американски амбасадор во земјава, а потоа и помошник државен секретар на САД за Европа, Филип Рикер. Може да се наљутил, ја во една колумна, знаеш, ја пишувавме тоа, му
Напишав, затоа што тогаш ние страдавме, знаеш, овде од горевистичкиот режим и стварно беше тешко, а он секој ден си имаше среќавање со Мијалков. Ама секој ден. Сега сум му напишал, веројатно сум заборавил таа колумна, дека ја поише со Мијалков него со жена му дома. Суети се. Но тој не заборав. Тој не Значи очигледно тој не заборав. Америка има право и да не образложи зошто го одбила Фрчковски, вели Милошовски, но смета дека тоа би било товар при неговиот евентуален иден дипломатски ангажман. Меѓународните организации не бараат агремани и затоа сметам дека се прави ваквиот втор обид во друга форма да се испрати на територија сепак на државата на Соединетите Американски држави во Обединетите нации, но ќе повторам, одбивањето од страна на официјален Вашингтон е сериозен хендикеп. Еве и да ги земеме Обединетите нации како организација, имаат 5 постојани земји членки во Советот за безбедност, една од нив е и Америка, и сметам дека и во тој дел не е добро амбасадорот на Македонија да биде хендикепиран во таа комуникација со една од постојаните земји членки на Советот за безбедност. Со оглед на тоа што МНР вторпат го моли собранието да го откочи процесот за Фрчковски во најбрз можен рок, го прашавме спикерот Тала Џафери дали би направил одреден чекор, но одговор од таму не добивме. Последната инстанца во синџирот за поставување амбасадор, шефот на државата, се надева на брза деблокада. Со оглед на фактот дека постојаната мисија на Република Северна Македонија во Обединетите нации во Њујорк повеќе години е без шеф на представништвото, председателот Пендаровски очекува Комисијата за надворешна политика да постапи час поскоро по втората замолница од Министерството за надворешни работи во врска со конкретниот кандидат, да ја закаже седницата и да му овозможи на кандидатот за амбасадор во Обединетите нации да ја представи својата платформа пред пратениците и пред јавноста. Председателот Пендаровски неколку пати има изјавено дека, иако презентирањето на кандидатите за амбасадори пред работното тело на Собранието, надлежно за надворешна политика, не представува дел од законски утврдените подготовки пред предземањето на должноста, станува збор за долгогодишна пракса која има за цел јавноста да се запознае со личноста и нејзините размислувања пред да биде упатена како шеф на некој од нашите дипломатско-конзуларни представништва во странство. Ако внимателно се чита одговорот од шефот на државата, може да се види дека тој го нагласува својот став од излагањето на амбасадорите пред Собраниската комисија не е дел од законски утврдените подготовки и дека го сведува на добра пракса. Дали тоа значи дека Пендаровски во еден момент би подпишал указ за именување на Фрчковски за шеф на мисијата при Обединетите нации и без тој да се представи пред комисијата во парламентот? Имајќи го предвид фактот дека освен нашата мисија при Обединетите нации, без соодветен шеф на дипломатско-конзуларно представништво веќе извесен временски период, се и уште десетина други амбасади и мисии, председателот Пендаровски ги отпочна консултациите со владата за пополнување на испразнетите амбасадорски места и очекува тој процес да заврши во најкус можен рок. При тоа председателот очекува и останатите институции без непотребно губење време и натамошни обструкции да го завршат својот дел од законските обврски. Амбасадорското место во Њујорк е испразнето од почетокот на 2018 година. Цели 4 години, што е еден цел амбасадорски мандат.